Топ тема, добро вечер. По протестот минатата недела за зголемување на минималната плата на 600 евра, Сојузот на синдикати на Македонија денеска со иницијатива до пратениците да се ги намалат сопствените плати. Дали овој предизвик ќе биде прифатен во услови кога владата веќе соопшти дека годинава нема да има намалување на коефициентите за пресметка на платите на функционерите, за да се избегне очекуваното мартовско зголемување, како што беше лани и полани, ќе биде едно од централните прашања во вечерашната претеничка дебата. Го актуализираме и прашањето зошто собранието ги подкопува независните контролни тела. По 6 месеци, без народен правобранител, потоа скандал со пополнувањето на Комисијата за заштита од дискриминација и натаму се уште обезглавена е Агенцијата за заштита на правото на пристап од информации од јавен карактер. Сето тоа во еден наслов или една реченица, граѓаните пред се или на последно место во агендата на народните избраници. За овие теми вечерва дебатирам со Бисера Костадиновска Стојчевска, претеничка на СДСМ. Добро вечер. Благодарам за поканата. Бране Петрушевски, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Сали Мурати од Коалицијата Европски фронт. Добро вечер. Благодарам на поканата, добро вечер. И сега редоследот на темите од она што се договаравме е сменет и како вовед во дебатата за предизвикот што го постави Сојузот на синдикати на Македонија пред пратениците, но и ставот на владата околу очекуваното усогласување или зголемување на функционерските плати во март. Прилог на колешката Ирена Чачкова. Се поизвестно е дека функционерите и годинава ќе добијат значително повисоки плати. На прашање на Телма, дали и сега ќе се направи надолна корекција на коефициентите за да нема сериозен скок, од владата стигна одговор дека годинава усогласувањето на нивните примања ќе биде согласно законските одредби и стандардот. Поминатогодишната одлука за стопирање на растот на платите, која беше донесена како дел од пошироки мерки за финансиска стабилност во текот на оваа година, се очекува редовно усогласување на платите, согласно законските одредби и движењата на животниот стандард. Сите одлуки се носат одговорно, имајќи ги предвид економските услови, фискалните можности на државата и потребата од балансиран пристап. Од ССМ пак пресметаа дека со законското усогласување над 1000 функционери би добиле повисока плата од 200 до 250 евра. Во формулата за пресметка на нивните плати како параметри влегуваат просечната бруто плата и коефициентот на сложеност. Само за пример, ако се земе ноемвриската просечна бруто плата од 2025-та и на тоа се додаде највисокиот коефициент, годинава некои од функционерите со законското усогласување ќе добијат околу 16.000 денари повисока плата. Од ССМ кој веќе извесен период пак бараат зголемување на минималната плата. Утринава поднесоа предлог до собранието за намалување на функционерските плати, преку кратење на коефициентите, но и во пресметката наместо просечната како параметар да биде минималната плата. Доколку не го направат тоа, ова е само иницијатива за да видиме нивната човечност, нивниот однос кон работниците и нивните гласачи, а доколку не го направат тоа, како што кажавме, истата иницијатива со 10.000 потписи од 10.000 работници ќе ја доставиме до собранието и тогаш ќе бидат принудени да ја донесат. Откако во 2023-та со одлука на Уставен суд функционерските плати пораснаа за 78%, веќе следната година пред парламентарните избори, тогашната влада со измени во неколку закони ги намали коефициентите за да нема нов скок. Истото лани го направи и оваа владина гарнитура. Одлуката за раст на платите за речиси 80% предизвика лавина реакции во јавноста. Експертите коментираа дали е право време да се прави тоа со оглед дека домашната економија беше се уште кревка од ударот на ковид и енергетската криза. Да. Тоа беа барањата и иницијативата на синдикатот и ставот на владата. Петрушевски би почнал од вас. Се очекува редовно согласување на платите согласно законските одредби и движењето на животниот стандард е ставот на владата, но тоа е став на владата, вие сте пратеници. Кој е ставот на пратениците? Ваш личен и ставот на пратеничката група. Треба ли да има, како што имаше лани и полани, намалување на коефициентите со цел да не дојде до зголемување на функционерските плати или не треба?
Најпрви мора да истакнеме дека секогаш и јас како пратеник и ова владеечко мнозинство гласаме во собранието за поголеми плати за работниците, гласаме за поголеми пензии и секогаш што име на располагање за ваквиот начин на условно кажано излегување во представи на работниците и пред се на синдикатот. Меѓутоа, ова чудно однесување на Сојузот на синдикатите. Ќе ве прашам и за иницијативата, бидејќи иницијативата има два аспекти. Едниот е да се смени коефициент, да се смени основицата, тоа сме го дискутирале многу на времето. За почеток ова прашање. Дали лично како пратеник и како пратеничка група, доколку сте разговарале, сметате дека платите на функционерите треба да се зголемат, а тоа ќе се случи ако го имате истиот став со владата, или треба да се применат мерките кои што ги применивте вашата пратеничка група лани во февруари, со цел да не дојде до скок на платите во 2025 година, односно лани, и пратеничката група на СДСМ предходно во февруари 2024. Во услови на финансиска консолидација, мерки на штедење и така натаму, беа донесени два пати овие мерки за намалување на коефициентите. Тоа е политичка одлука на владата како работодавач и тука ќе ги дефинираме работиве што значи работодавач, што значи законодавец. Се надевам ќе имаме можност повеќе поврзано со вториот дел од вашето прашање. Она кое што мене ми создава загриженост е тоа што веќе трет пат доколку влеземе во едно вакво замрзнување на платите, ќе се доведеме во колизија со последната одлука на Уставниот суд, кој што ја прогласи како неуставна одлуката за замрзнување на функционерските плати на подолг временски период и ни се случи она фамозно зголемување на платите со одмрзнувањето согласно одлука на Уставниот суд. Така што оваа дилема е и сега отворена и мислам дека во услови кога имаме одлука на Уставен суд во делот на платите на судиите, кои што го образложуваат и со меѓународни конвенции, и со домашно законодавство, и уставно право, дека е спорно и ќе го стави на разгледување, повторно доведува до едно попрецизно размислување дали едно вакво долгорочно замрзнување на платите нема да не доведе во некоја идна ситуација, повторно како држава, да дојдеме до ситуација да се одмрзнуваат платите, да се енормно зголемуваат платите на функционерите и да имаме повторно незадоволство кај граѓаните. Не се замрзнуваат затоа што и лани со намалувањето на коефициентот се покачија, но не толку колку што требаше да се покачи. Не се покачија ни лани ни преклани, платите не се покачија, сега да не шпекулираме, точно се намали. Значи, ако зборуваме прецизно со бројки, првичниот коефициент за пратеничката плата, веќе зборам, најпластично, беше 3,5% од просечна нето исплатена плата во Република Македонија согласно Завод за статистика. Значи, тоа беше првичниот коефициент. Во два пати намалување, сега коефициентот на пратеничката плата е 2,69 од просечна исплатена бруто плата. Сметам дека ваквото системско решение поврзано со коефициенти е поправедно и поисправно од она што значи адхок менување на работите, затоа што отвара можност за други влијанија врз независноста. Да не забораваме, функционерските плати. Не зборуваме овдека само за платите на пратениците. Тука спаѓаат сите избрани именувани плати, вклучително и платите на судиите, за кои што јас и вие во оваа студија овдека сме дебатирале, и на јавните обвинители, и нивните управни органи, во кои што јас и вие дека сме дебатирали дека треба да бидат зголемени согласно барањата на Европската Унија и дека истите биле мали и требало сега да бидат зголемени. Споменувате нашите дебати, не видов дека како пратеник или како пратеничка група поднесовте амандман да се испочитува 0,8%. Нема потреба затоа што тоа ќе се направи согласно законите кои што се на дневен ред во собранието, а се поврзани со платите на функционерите во делот на судството и она кое што го говориме и она кое што го ветивме. 0,8% за судски буџет значи многу повеќе. Добро, благодарам за одговорот на првиот дел од прашањето. Ако може само да завршам, значи сме дебатирали за ова, ќе го дебатираме уште ако сакате, меѓутоа она кое што значи финансиска независност на судството, правосудството, јавно обвинителство ќе биде испорачено. Дополнително, поврзаноста на функционерските плати со коефициент од просечна плата овозможува да се следи реалниот
тренд во економијата во Република Македонија. Што значи тоа? Дека избраните именуваните функционери ќе имаат интерес и ќе треба да работат за подобрување на економијата, што ќе значи реален раст на просечната плата, заради тоа што ќе расте нивната плата. Ограничувањето, оваквата начин на функционирање во долгорочен период ја нарушува независноста на функциите. Не само пак ќе кажам за пратеници, ќе ги трнеме на страна, зборуваме за сите избрани именувани функционери, овозможуваме политички и економски притисоци и влијание од разни елити, но пред се представува и популизам. Но да го заокружиме, за да одговорат сите на ова прашање. Според ова што го велите, значи дека вие дали можам да заклучам дека го делите ставот на владата дека треба да има зголемување на платите согласно законот. Не, вие го ова тенденциозно формулирате и влегувате во делот на популизмот. Она кое што јас го посочив дека е она кое што ме загрижува. Зборуваме дека ставот на владата како работодавец и политичка одлука на владата да остане на сила законското решение кое што е на сила во Република Македонија, а кое што овозможува раст на реалната економија, коефициент врзано со раст на платите на функционерите да остане онакво какво што е. Затоа што не е нивелирано. Истото ве прашав. Значи, платите нема да растат, нема да гласаме ние во собрание пораст на плати, нема да има никаква одлука со која што не знам ние ќе гласаме па нешто ќе се случи. Едноставно поради добрите политики на владата или лошите политики небитно, економијата пораснала, просечната плата на сите граѓани во Република Македонија пораснала и со тоа коефициентот за пресметка на платите на функционерите на сите избрани функционери, ќе повторам, ќе порасне. Но доколку владата смета од политички причини дека постојат други околности кои што бараат намалување, односно нивелирање на тој коефициент за да остане постојната плата на избраните именувани функционери, таа одлука ќе ја поддржам со изразување на загриженост дека влегуваме во независноста на избраните именуваните функционери, пет се тука во колизија со планот за раст и она што значи фискална независност на правосудниот систем во Република Македонија. Стојчевска. Костадинска Стојчевска, најавивте два закона, во собрание само еден за минималната плата. Зошто го нема законот за замрзнување, како што беше најавен на функционерските плати, односно кој е вашиот став? Дали како лани и полани и годинава треба да има намалување на коефициентите за да не дојде до зголемување на функционерските плати, или го делите ставот дека има услови платите на функционерите да нема намалување на коефициентите на плата и односно да има редовно усогласување согласно законските одредби. Тие законски одредби се за гледачите член 11, коефициентите од последните измени на закон, најмалиот коефициент 2,0, највисокиот коефициент 3,47 по просечната исплатена бруто плата за 2025 година. Јас најпрво би сакала да напоменам дека пред ден или два го читав една изјава на министерот Дурмиши кој што кажа дека можно е и овој февруар да се случи она што се случи минатиот, односно повторно се променат коефициентите за да не дојде до зголемување на ставот на што го прочитав на владата е став на владата. Меѓутоа, она што го кажа и министерот Дурмиши, исто како и господин Петрушевски. Ќе замолам за вас одговор бидејќи кога се намалуваа коефициентите и во ваше време и со вашиот предлог и со предлогот од ВМРО ДПМН и едните и другите се предложени од пратеници. Затоа ве прашувам кој е вашиот став како пратеник. Тоа сакав да ви кажам дека истото дека она што го кажа и според изјавата на министерот, тоа е она што мислам дека треба да се направи овој можеби овој февруари, се додека до оној момент додека не се исполнат барањата пред се на работниците. Затоа што ова што треба сега да се случи, односно она што го бараат работниците за 600 евра минимална плата треба да биде пред се еден вид на политичка одлука која што ќе се донесе затоа што навистина инфлацијата и трошоците за живот одат нагоре. Ние го поднесовме едниот закон за зголемување на минималната плата на 600 евра, ќе го поднесеме другиот закон кој што го најави нашиот претседател за замрзнување на функционерските плати, без разлика дали тоа ќе се навлезе во независност или она што го каже и колегата Бране Петрушевски, затоа што сметам дека сега треба пред се да се обрати внимание на вистина да се зголеми минималната плата на работниците, затоа што тие се најпогодени.
односно оние кои што се особено само на минимална плата се навистина најпогодени во овие енормни трошоци за живот, затоа што ако се подсетиме дека од една минимална плата која што имавме во 2016 година од 10.800 денари, ако не се лажам, кој што сепак не ја земаше секој работник, ние и преку оведување на соодветна методологија, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на неколку пати ја зголемуваше минималната плата, дури во средина на една економска, енергетска криза. Ке го разговараме тоа, значи да заклучокот во однос на првиот дел е дека СДСМ, ако добро сватив, смета дека треба да се замрзне. Дека треба, во услови кога треба да се постигнат поголеми плати за работниците, се разбира дека да. Добро. Господине Муријати, кој е вашиот став? Законско усогласување или примена на различни мерки? Најчестата беше во изминатите 2 години намалување на коефициентите. Благодарам за ова прашање. Ова прашање секојаш е актуелно во нашата држава и кај нашите граѓани. Да бидем искрен и вака и директен, јас и нашата пратеничка група сме за преиспитување на коефициентите на платите на избрани, да кажем, пратеници и функционери, но тука можам да повлечем една црта вака. Не на начин како се наметнува во нашето општество и се прикажува во јавноста, не популистички пристап да имаме, јас сме против популистичкиот пристап и со политички подзадини. Еве да кажем барометрите. Што значи тоа популистички пристап, господине Муријати, бидејќи се извинувам, бидејќи во февруари, кога тоа е период пред избори, на 27 февруари 2024 година, тогашниот прв предлог за намалување на платите на функционерите е подпишан од 17 пратеници, во кои што во тоа време се има и, како што гледам, пратеници и од ДУИ. Да, сега јас да искажам моменталниот став и мојот став. Не е прашањето дали е многу или малку, но ние треба се приклучувам од делот ставите на претhodните мои колеги, вака дали е малку или многу или апсолутно во апсолутна смисла, прашањето дали е платите на избрани именувани функционери објективни, праведна и во согласност со реалностите на нашата држава. Еве, ако се анализираат работиве, јас мојот личен став, за да дојдеме ние дали треба да се интервенира во плати на функционерите, треба да почнеме ние јасен редослед на приоритетите. Прво, еве, да почнем тука да кажем, ако ме дозволувате, прво, тоа е со минималната плата и достоинствен живот. Значи, врзуваме, значи, овие работи гарантира и нашиот устав. Пред да зборуваме за платите на пратеници, мораме да обрнуваме внимание на голема слој на нашето население со минималната плата, која овозможува, дали овозможува достоен живот. Ние сме и ние имаме предлог, вака како Европски фронт, во финална фаза сме за поднесување измени и дополнување закон за минималната плата, каде да гарантираме достоен живот на нашите граѓани, а тоа е со таа плата да покрие основни животни потреби на семејството, храна, домување, грејење, здравство, образование и децата. И доаѓаме до дали со денешната минимална плата околу 24.000, ако не се лажем, вака, може да има едно семејство достоен живот. Прашањето ово прво. Второто показател за да дојдеме до нашите плати е пензиите, социјалните надоместоци. На ниската пензија е околу 9 до 10.000 денари. Луѓето кои работеле 40 години имаат минал труд и со такви ниски пензии, инвалидски надоместоци, социјални помоќи што имаме и додатоци за деца, доаѓаме до другата компонента за да ние формираме нашиот став за платите на функционерите, алатката. Значи, ние треба и тука да интервенираме.
Само дозволите да довршам. Да, само да бидеме по-концизни за да може да ги отвориме сите. И третото е, да кажем, проблемите на платите во образованието, во здравството, во безбедносните структури и кога ќе имаме и кај ќе видите дека македонската јавност ќе прифаќа и платите на функционерите, да кажеме и избрани именувани. Но ние ако интервенираме сега, се извинувам, само врз платите или намалување, зголемување на коефициенти, пак ќе видиме погрешно сватени во македонската јавност. Јас, нашиот пратеничка група е да се зголеми минималната плата, да се зголемат минималните пензии и другите надоместоци на нашите граѓани. И третата, например, основниот столб, знаете дека можда 60-70% вработени се во процесно образование, здравство и во безбедните структури. Тогаш можеме да дискутираме на платите на функционерите. Добре. Одиме прво со поднесената иницијатива, дали и кој од вас би ја поддржал. Иницијативата на Сојузот на синдикати има два дела. Тоа се измени на членот 11 од законот и наместо досега основица за пресметка да биде просечната плата, просечната бруто плата, да биде минималната плата. Вториот услов е коефициентот на сложеност да се намали за 40%. Кој од вас присутни лично, потоа и како пратеничка група би прифатил, би поддржал и би ставил свој подпис на ваква иницијатива, бидејќи оваа иницијатива и мора да биде поддржана од пратеници? Овој пат од вас, Костадина. Видете, тоа не е ништо ново, затоа што веќе имаме ние сектори во јавниот живот и професии кои што така ја пресметуваат својата плата, односно каде што главен коефициент е минималната плата, така да тоа не е ништо ново и никаков проблем. Она што е не би сакала да кажам проблемот во оваа иницијатива, туку зошто дојде до поднесување на оваа иницијатива е тоа што се покажа дека навистина овој социјален диалог кој што треба да е трипартитен, нема никаков надеж да се оддржи, нема слух заедно да седнат сите на маса, сите активни чинители во тој процес и мораат синдикатите да се борат нови начин за постигнување на... Ставиле ли вие како пратеник подпис на оваа иницијатива? Да. Вие, господине Мурет? Вака, начално јас кажав да, вака, но против сум вака, бидејќи не имам се уште иницијативата да се анализирам. Наместо коефициентот да се пресметува не по просечната плата, туку со минималната. Не со да кажеме, еве сега колку би била. Еве, ќе видиме колку ќе излезе, но просечната во ноември 2025 е 69.141, не со тој коефициент, туку со минималната која што е 24.370. Се вака, ако се остварува целта да бидеме еднакви во своите слободи и права и ово достоинствено примање и уставот гарантира соодветна заработувач, не е проблем. Во Македонија имаме околу 2000 функционери. Но вака од друга страна треба да бидеме објективни. Ние си вршиме многу одговорни функции, не само ние како пратеници, и други избрани и именувани функционери. Ние на достоинствен начин си извршуваме сопствени задачи. Фактички служиме на нашата татковина и денес и утре за новите генерации. Мислам, многу погрешна прецепција. Неспорно е прашањето меѓу граѓаните, ако има пари во буџетот за вас, зошто нема за нас? Не, ама јас само дозволите само да кажам. Да. Јас сум прво и за нив да почнеме од најзагрозените, да кажеме, слоеви. И да дојдеме до нашите, ќе видите дека нема да биде толку погрешно разбрани. Сакам да бидем опрезен во своите зборови, така пристап имам. А не е проблем да се дискутира за оваа проблематика. Благодарам. Господин Петрушевски, би ставили ли подпис на оваа иницијатива, ако не, зошто? Ако да, зошто? Популистичка иницијатива на Сојузот на синдикатите, односно на нивното раководство, кое што очигледно наместо да преговара со работодавачите за она кое што му е дејност, да обезбеди поголеми плати на работниците и поголема минимална плата, ги помешал работодавачите со законодавецот и битката ја води со законодавецот, односно на погрешно место. И мислам дека за жал на работниците патот кој што го избрало ова раководство, кое што е наследено таму
преку фамилиарни врски, кое што за жал одработува за опозицијата не за да обезбеди поголеми плати за работниците, туку да се обиде да наштети на владата со едни вакви популистички закони кои што апсолутно се неиздржани. Зошто се неиздржани? Прво не успеале ни законот да го погодат за жал. Жално е такво нешто да дојде од претседател на Сојуз на синдикати кој што е високо платен за својата функција, кој што користи службено возило, службен шофер и има примања поголеми од приходите на избраните функционери, да не може да погоди закон кој што треба да се измени. Второ, се сомневам и во делот на... Тоа не е погодено? Еве, дозволете да дојде иницијативата да ја разговараме, па ќе утврдиме што не е погодено. Не е погоден законот. Затоа што во Македонија има закон со кој што се уредуваат платите на избраните и именуваните функционери, а не закон за плати на пратеници. Меѓутоа ќе дебатираме за тоа. Она кое што е суштина на неговата иницијатива, нели, да се пресметува платата по коефициент од минимална плата. Не би било ништо спорно. Еве, јас тврдам не би било ништо спорно, но ќе дојдеме во една ваква ситуација. Ќе се изгласа едно такво законско решение и ќе дојде момент кога пратениците треба да гласаат за утврдување на минимална плата. Тогаш ќе треба сите 120 пратеници да се иземат од гласање, затоа што со таквото гласање ќе имаат судир на интереси, затоа што директно ќе утврдуваат својата плата како коефициент од минималната плата. Не случајно законодавецот утврдил платата на функционерите да се пресметува по просечната плата, затоа што просечната плата е статистичка категорија. Не се утврдува со закон, туку е статистичка категорија и она кое што претходно напоменав, таму најмногу влијае мерките на економските мерки на владата. Односно, доколку сме имале успешна година, доколку сме имале успешни мерки, доколку економијата расне, нормално е, логично е граѓаните да добиваат повисоки плати и со тоа ќе имаме повисока просечна плата. Доколку биле неуспешни, нема да има повисоки плати, нема да има поголема просечна плата. Тоа е она кое што го зборуваме сега. Јас сум, видете, пратеник. Јас можам овдека популистички цело време да ви говорам. И да кажам и дека ќе потпишам нешто такво, и дека ќе се откажам и од платата ако треба, и дека ќе работам про боно. Меѓутоа тоа само ќе каже дека имам дополнителни приходи во животот и дека сум личност таква како што сум. А јас немам дополнителни приходи во животот и живеам од таа и честно се заработувам таа плата. Меѓутоа популизмот го тргам настрана. Зборувам дека во Република Македонија има устав, има закон. Иницијативата која што вие споменавте овдека, која што е од 27 или 28 февруари, сега коригирате мен, кога е минатата година за намалување на коефициентите, моментално е под испитување за уставност во Уставниот суд. На 28 јануари Уставниот суд донесе одлука дека ќе ја преиспитува уставноста на тоа законско решение. Значи, она кое што јас го говорам, дека влегуваме во замката на замрзнување на платите, кој што повторно ќе добиеме одлука на Уставниот суд, ќе биде спорна. Кога СДСМ во 2024 во февруари предложила намалување на коефициентите, во образложението меѓу другото напишано: со цел да се надмине оваа ситуација, зголемувањето од 70% на платите поради одлуката на Уставниот суд и да се ограничи можноста за значително или ново покачување на платите на оваа категорија, се предлага предметната измена на законот во однос на коефициентот и така натаму. На 27 февруари, на 20, се извинувам, на 24 февруари е исто, сега не знам кој датум е точно. Вашиот датум е друг. Не, во февруари е сигурно. Не, тоа е 27 февруари е СДСМ. Вашата иницијатива е при крајот на годината, подпишана од тројца пратеници, но во образложението вели: со предлогот за изменување и така натаму се изменуваат коефициентите за пресметка на плата, сега цитирам и нагласувам. Вели: на начин што ќе обезбеди правична и оддржлива законска регулатива при исплата на платите и ќе се спречи на тамошниот непропорционален раст на нивните плати, се мисли на функционерите, ќе се постигне поголема транспарентност, правична распределба на буџетските средства, при што платите на функционерите ќе се усогласат со реалните економски услови во државата. Прашање на сите: што се сменило од тогаш до сега во реалните економски услови, правичната распределба на буџетските средства и така натаму? За сега
да бидете против овој инструмент. Или еве да бидеме попрактични, колку ви е сега вашата нето плата и дали сметате дека со 397 евра, колку што е минималната плата, може да се живее достоинствено и дека е тоа правично, функционално распределување на буџетските средства и усогласеност со реалните економски услови во државата. Сега ќе ми дозволиш да завршам. Прво вие, па потоа други. Благодарам. Убаво прочитавте одржлив систем. Значи, ако ние некој закон го менуваме секоја година, повторно ќе ви укажам дека влегуваме во замката на неуставност на одредено законско решение. Одржлив систем значи воспоставен систем врз однос на коефициент без никакво влијание да се пресметува платата на функционерите и сето она кое што вие го прочитате таму и држи вода и не гледам ништо спорно. Она кое што вие го наметнувате во форма на и еве синдикатот во форма на популизам е да отстапиме од тоа решение и да имаме ад-хок решение со кои што на дневно ниво ние ќе си лицитираме со одредени бројки во јавност. Мислам дека она кое што било во минатото, била една економска криза која што била во државата, еден буџет кој што бил финансиски исцрпен, едни институции кои што не земале плати, бил консолидиран за овие 2 години. Поврзувањето нова со минималната плата исто така е популистички. Зошто? Затоа што буџетот не исплаќа минимални плати. Стопанството исплаќа плати. И затоа велам дека синдикатот ги помешал оние кои што исплаќаат плати, а тоа се работодавачите, со оние кои што носат закони, а тоа се законодавниот дом. Синдикатот, согласно законските поставености во Република Македонија, согласно меѓународните синдикални принципи на Светската синдикална организација, треба да преговара за минимална плата, ќе ми дозволите да завршам, за минимална плата, изголемување на платите со работодавачите. Во делот на она што значи влада како буџетот има пари, а буџетот го полнат работодавачите, прашањето е како има пари и економска одржливост и услови за зголемување на функционерските плати од 200 до 250 евра. Све, ама не ми дозволуваш. Значи, буџетот се распределува, буџетот се распределува на администрацијата. Таму владата е работодавач. И таму, и во здравство, и во образование. И сега да не ги гледам секторите, утре во 9:30 се надам премиерот ќе потпише и со УПОС и во оние административни службеници, секаде е утврдено зголемување на платите и на минималната и на сите останати плати во рамки од 3 годишен период веќе затоа што измина една година. Она кое што значи работодавач во приватниот сектор за тоа кое што се бори синдикатите, а нема 1% членови од приватниот сектор, треба да испреговара со работодавачите. Ако они мислат дека постојат олигарски фирми сериозни во Македонија кои што исплаќаат минимални плати или мали плати, а остваруваат енормен профит, стојам на располагање и јас и пратеничката група да најдеме решение и да ги зголемиме тие плати. Меѓутоа, ако мислат дека оние претпријатија кои што се микропретпријатија и мали претпријатија до 9-15 вработени, кои што значат пекари и се она што значи мало стопанство, дека може да издржи еден товар на 60% зголемување на минимална плата, мислам дека мора најпрво тоа да го договорат со нив, а секој договор кој што тие ќе го постигнат, владата ќе го прифати. Зошто во голема поентата само на крај да кажам, поголеми плати значат поголем буџет за Република Македонија. Тоа е одговора на владата. И тие пекари, и тие мали и големи и средни имаат удел во вашите 1750, кои што сега ќе бидат 2000. Тоа го кажав на крај, ќе биде поголем буџет од кој ќе бидат поголеми плати. Јас сега најпрво да се согласувам дека буџетот го полни стопанството, но не е во ред да се каже дека треба да се договорат тие две страни и дека тоа ќе се спочитува само кога тие две страни ќе се договорат. Еве, нека се продолжи онаа практика што имаше која што беше навистина многу добра практика, кога во време на најголемите кризи, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз понуди на малите и средните фирми, односно компании, да владата да субвенционира дел од придонесите. И тогаш ниту еден бизнис не се затвори, ниту една мала фирма немаше загуба, затоа што владата субвенционираше придонесите одреден период и понатаму
тоа и разликата помеѓу сегашната минимална плата и она што ќе се постигне, што значи дека тоа иземање, дека дајте нека се договорат работодавците и работниците, навистина малку е несериозно. Но дека денес ако направиме некоја математика, јас имам една математика која што денес еден работник кој што работи за минимална плата од 24.379 денари, има дневница од 1.100 денари. Па навистина 1.100 денари не се доволни за еден пристоен, хуман, достоинствен живот. Затоа велам дека секоја иницијатива што ќе значи пред се зголемување на минималната плата во овие услови, кога навистина сме соочени со многу големи светски кризи кои што ги чувствуваме, инфлациите и последиците од војните сегде околу нас, навистина треба да се излезе во пресет и како еден вид на медијатор да се застане меѓу работниците и работодавачите и да се каже дека владата, односно државата, својот буџет ќе го потроши или ќе го насочи онаму каде што треба, каде што и порано го насочувала, односно да им помогне на малите и средните бизниси. Денес случајно ја прочитав изјавата на председателот на Занечиската комора, мислам дека беше, кој што кажа дека да, зголемувањето на платите ќе биде еден голем товар, бидејќи тогаш треба се зголемат и услугите, но доколку има некакво леснување во однос на придонесите, тогаш дека тоа би било поприфатливо, што значи дека таа беше на добра практика и мислам дека на добра практика. Кога владата субвенционира придонеси да не падне се на товар, нели на работодавачите, тоа би било на добро решение. Навистина е време после 2 години скоро да се помрдне, да се покачи минималната плата, затоа што навистина трошоците за живот растат од ден на ден. Господин Мурат, реплика, господин. Благодарам. Вака јас по принцип во претходниот моје изјаснување за оваа работа сум против обемот на или износот на минималната плата. Се согласувам дека со 24.000 денари еден достоен живот на едно семејство не може да се издржи во македонските прилики. Но, поради тоа сметам дека пристапот за утврдување на коефициенти треба да биде многу објективен пристап и да имаме сите страни да бидат задоволни, бар минималниот. Што ќе се оствари да се намали коефициентите на пратениците и да кажем на избрани минимуми. Дали се решава проблемот во државата? Нема да се решава. Јас во мислење сум дека прво треба да имаме економски мок, да видиме економскиот мок на државата. БДП по глава на жител, битен фактор, второ е просечна плата и минимална плата, за да дојдеме до коефициенти. Третата работа е стапка на невработеност, зашто ние плаќаме и за невработеноста и животниот стандард. Тоа е една категорија. Втората е одговорност и сложеност на функцијата. Никој не може да намали функцијата на избран именуван функционер. Одговорноста. Сега ние сме пратеници, ама ние сме представуваме, фактички и ние имаме еден колку ви е коефициентот сега? Колку ви е коефициентот? 2,69. Мисля, че 2,60, тука некаде. За тие што не се членови, не се во комисија. Па заради таа одговорност вие земате 2,6%. Тој коефициент значи дека вие земате 2,6%, 2,6% просечни бруто плати. Втората работа е бруто платата е тоа. На бруто плата на ова со бруто плата. Пака дозволите, за да дојдеме ние до еден објективен. Значи вториот компонент е одговорност и сложеност на функцијата. Третата работа е споредливост. Значи да ќе споредуваме на пример во јавниот сектор, почнувајќи сите да кажеме суди, професори, лекари и така натака, во приватниот сектор и во соседните држави да видиме како се примајат на високи функционери и социјална правда, сум за тоа дека односите меѓу највисоката и најниската плата во државата, индексот на сиромаштијата и социјална коезија. Само завршам една реч. Да, но мораме само сосема кратко мораме на реклама, јас сигурен сум дека Петрушевски нема да ја заборави репликата, ќе ја добие. Повелите завршете. Една реплика. Уставот на Република Северна Македонија гарантира право на достоинствен живот. Од тука треба да тргнеме коефициентите. Втора, правото на работа и третата работа соодветна заработувачка. Ово важи за сите во нашата држава и за пратеници. Добро. Поедна точка треба да биде ова, ми се чини. Одиме со реклама, па продолжуваме со дебата. Реплика. Вака. Дали може да се има достоинствен живот со
минимална плата во Македонија? Не. Најодговорно тврдам тоа. Не можело ни во 24-та, не можело ни во 23-та, не можело ни во 22-та, ни во 21-та и така натаму. Апсолутно. Дали може да се има достојствен живот со она социјална помош или загарантиран минимален доход? Апсолутно не, уште полош живот. И тука, ако сега навлегуваме во популизам и да зборуваме дали може да се живи или не може, тврдам дека не може, не постои човек во државата кој што ќе каже дека може да се живе. Дали треба повисоки плати? Да. Меѓутоа, дали е решението? Ова се сомневам. Затоа што никогаш во Македонија, ниту па во демократскиот свет, не се носат еднострано одлуки. Никогаш во Македонија, повторувам, пракса немало еднострано владата да носи одлуки. Ќе го референцирам ова со конкретни бројки. Во 2020 година минималната плата била 14.500 денара. Дали била доволна? Апсолутно не. Инфлација 1,2%. Во 21 15.194 по законот си нивелирала. 3,2% инфлација, само 694 номинален раст на плата. Во 22 кога постигнуваа договор, ова ќе го потенцирам, договор синдикатот и работодавачите да се измени законот за минимална плата и да се утврди фиксен износ од 18.000 денара и да се утврди зголемување на минималната плата како 50% од раст на просечната плата и 50% раст на инфлацијата, беше презентирано како системско решение кое што ги штити работниците од волјата на владата. Тоа беше така презентирано од самиот сојуз на синдикати кој што сега ретерира. Тогаш имаме зголемување на платата со тоа интервенција во законот од само 2806 денари. Само 2806 денари, ќе кажам и зошто само. Во 23-та имаме минимална плата зголемување од 2175 по тој закон кој што не е на сила. Во 24 при инфлација од 14,2%, двоцифрена инфлација во време на претходната влада. 23-та 9,4% инфлација. Во 24-та да ја стабилизираме на 3,5, исто да има раст на минималната плата од 2392 денари. Во 25-та да ја стабилизираме инфлацијата на 4,1 и да се зголеми минималната плата согласно пак тој закон 1830. Сега одеднаш на овој синдикат, на оваа опозиција која кога била власт не и пречела ова двоцифрена инфлација, а во делот на храната беше и 50%, тогаш не беа загрижени за работниците и минималната плата и за нивниот достоинствен живот. Сите молчеше и опозицијата, молчеше и синдикатот, а има нели механизми тоа да го направат, како што сега велат. Тоа не им пречело, за да одеднаш сега се разбудат од сон и велат дека дозволете да завршам поентата, се разбудат од сон. Синдикатот, ама тоа е работа на Стојчевска да ви одговори. И тоа не е вистина, и тоа ќе одебре. За да сега се разбуди оваа опозиција наша сегашна и овој синдикат инструиран политички и да бара зголемување на номинално на минималната плата од 15.103 денари или 61,91%. Ако ова може да го издржи стопанството, ако ова може да го издржат оние занечи кои што денеска дадоа изјава, ако ова може да го издржат малите микропредпријатија, јас со две раце тврдам јавно на моја емисија, ќе гласам и за 600 евра минимална плата и за многу повеќе, ако тоа економски е оправдано. Меѓутоа, да не водиме политика на популизам и да не ги замајуваме граѓаните дека со законско решение ќе му наложиме на некој да исплаќа плати. Ќе доведеме ситуацијата да повторно ни се враќаат плати кои што ќе се враќаат од страна на работниците, да повторно ни се зголемува сивата економија, да се отпуштаат работници од работа и да ја ставиме економијата на една лента која што нема да биде. Стојчевска. Благодарам и за толку. Нема да се согласам дека тогашната опозиција, сегашна опозиција била со истото во мислење, бидејќи си бевме сведоци, сме сведоци се уште дека тогаш излегуваа од седници, јавно ги бранеа и така натаму и така натаму. Колега Бране, никој не вели дека се што ќе посакаме, што ќе замислиме, стопанството ќе издржи. Велиме дека на стопанството му треба партнер во владата, за тие да можат да преговараат и да добијат некој леснување од владата како да се зголемат платите. Да не заборавиме каква минимална плата имавме, како што кажа во 2016 на 2017 со носењето на системското решение на методологијата како да растат и политичка одлука носење кога на вистина бевме наследина во многу кризи, како што кажав, како што мислам дека ќе се согласиме дека од тогаш секоја година ни се случува по нешто. Ние имавме период кога
и растеа платите, меѓутоа имавме субвенции за струја, имавме антикризни мерки, имавме, мислам, ве молам, во 2 последователни буџети ние повеќе го немаме 30% додатокот за вработените во јавната администрација. Денес тоа го каже и председателот на УПОС, дека се уште, и ако подпишат утре, дека се уште ќе се борат за тие 30%. Па укажувавме на тие дебати на Комисијата за финансирање и буџет дека фалат тие пари во ставката, дека нема. И сега ние велиме нова инфлација која што изнесува, која што се заклучи, вие имавте проектирано, ако не се лажам, на 2, нешто да се заврши годината, да заврши со инфлација од 4%, меѓутоа никој тука не е наивен, ниту граѓаните, па ги гледаме цените во супермаркетите, па ги плаќаме сметките за струја, ги гледаме која е инфлацијата. И сега можеме, односно и можете да помогнете. Верувате дека можете да помогнете, треба само да се седне на маса и она што ние го направивме тогаш како навистина добро решение, кога не се затвори ниту една фирма, кога границите се затворија, кога цел свет беше ставен на чекање заради ковид кризата, па енергетска криза, па војна, па затварање на пазарот со храна, верувајте дека може. Треба само едно добро менаџирање со буџетот, со парите, бидејќи секој има. Како не го направиме? Па немојте. Инфлација вие збелевте плата за 2000 денари. 662 милиони евра пари за граѓаните имавме. Со вас моделот на да се седне, ама овој синдикат не сака да седне со работодавачите и да договори минимална плата, која што одма кажувам дека ќе биде прифатена. Ама колега, не може, ако не ви се допаѓа тоа што го кажува синдикатот, да кажете дека со овој синдикат не може, верувате. Како владеачко мнозинство мора да бидете партнер. Зошто вие не направите? Ние сакаме да бидеме партнер, бидејќи работевме заедно со вас. Така како што сега били на минималната збора. Зошто вие како влада не зголемивте плати еднострано, адхок, без договор со работодавачите? Ама ние имавме еден момент кога донесовме политичка одлука, се зголемат платите уште повеќе. Минимална е така зголемена. Никогаш не сте донели решение без согласно со работодавачите. Видете, ако нешто можам одговорно да тврдам, тоа е тоа. Имало реакции тоа од работодавачите, меѓутоа државата излезе со друго решение. Кога помогна во субвенционирање на придонесите, немојте, не. Секогаш имало реакции од работодавачите, меѓутоа работникот секогаш беше на прво место. И како тука одговоривме, немојте, па јас бев дел од таа влада. Сакаш да ми кажеш дека 23-та година 2175, нали колку што била минималната плата била достоинствена, и после сите инфлации кои што ги доживеавте вие, како што ми велиш согласно економските прилики во државата, ковид и така натаму, одеднаш станува доволна за достоинствен живот на граѓаните. Таа е минимална плата и така се вика минимална плата, бидејќи никој не сме да оди испод тој минимум. Ама дали е достоинствена? Па се разбира дека е минимална плата и дека секогаш треба уште повеќе за достоинствен живот. Достоинствена во времето кога вие сте били на власт? Видете, во тоа време, согласно тие прилики, согласно тие субвенции и помош, тие пакет мерки кои што ги дававме граѓаните, верувајте дека можеше да има со минималната плата и сето тоа што беше екстра. Сакам да го завршиме овој дел, бидејќи оваа дебата ќе трае до крај. Овој дел ќе го почнам со прашање до вас со една симулација што ја направив. Значи, ако бидејќи владата се уште не излегла со долго најавуваната потрошувачка кошничка, се уште ја имаме синдикалната. Симулацијата покажува дека ако во едно 4-члено семејство има еден вработен со минимална плата, тоа е само 37% од потрошувачката кошничка, односно му фалат 40.000 денари. Ако еден вработен со просечна плата, му недостасуваат 19.000 денари, двајца вработени со две минимални плати, тоа е минус 75% покриеност, една минимална со една просечна плата остануваат 5.167, двајца вработени со две просечни плати има и да се заштеди 26.749. Да го затвориме овој дел од прашањата, почнувам со вас, господине Мурати. Со кого од оваа категорија и на колку време би си ги замениле платите? Со еден вработен 4-члено семејство минимална плата, еден вработен со просечна, двајца вработени со две минимални, еден со минимална и еден со просечна, или двајца вработени со две просечни плати. Така, не е проблем било која стапка. Ја сваќам состојбата на нашите граѓани, еве да кажем со прва категорија не е проблем да се замени. За колку време?
колку е потребно, ако треба. Не е проблем да се замина. Дали се остварува целта, тоа е сега. Тука е проблемот. Сега дозволите јас да кажем вака. Јас сите примања, да кажем од минимална плата, од примањето на пензионерите и на доместотите, од примањето во здравството, во образованието, во безбедните структури и други, сум за платите да бидат зголемени согласно со уставната категорија на достоен живот и соодветна заработувач. Поискрено не може да биде човек. Значи, кажувам дека минималната плата, како добар познавач на уставната проблематика, пензиите, другите надоместности по социјални основи, примањето во здравството, образованието и другите работи не е во согласно со уставот. За достоен живот, кажувате овие категории, јас се согласувам и се солидаризирам. Како пратеник и како пратеничка група секогаш сме за зголемување. Не кажувам вака, за да дојдеме до платите на функционерите, прво треба да почнеме од тој слој кај нашите граѓани треба да биде да имаат достоен живот. И кажувате поред овие анкети, овие формулации се докажува дека нема достоен живот. И јас не живееме надвор од нашите граѓани, од нашите бирачи и нема соодветна заработувачка со вложениот труд. Луѓето кои вложиле со минал труд 40 години примаат една минимална пензија кој не е достоен за нивниот живот и не се соодветно платени за вложениот труд. И јас како пратеник, сум значи не учествувам порано како било, вака зашто не носам таа одговорност, сега носам и одговорност и се солидаризирам со сите слоеви на нашите граѓани. Значи, среќата не е само околу нас, ние сакаме и наши граѓани да бидеат среќни, има механизми и законски, уставно-правни, имаме механизми, имаме во соседството како е и ми се чини треба да имаме објективна волја, реална според моќта, економскиот моќ на нашата држава, да дојдеме до една бар, тој прагот на достоен живот на нашите граѓани. Така да мислам. Јас би се сменала со било кој, бидејќи сум била во секоја една од тие ситуации, сум била и студентка со еден вработен, еден невработен родител, така да на колку време што ќе сметаат дека треба за тоа да биде. Во хипотетички експеримент, ова е симулација. Да, бидејќи јас сум, моите родители беа двајцата вработени во администрација, сум била во секоја една од тие ситуации. Петручевска. Без проблем, бо јас сум дете на двајца стечици, сум живеел без плата. Сум работел за многу помала минимална плата и сум се борел цел живот и сум борец, така што нема проблем колку мислиш. Ама јас те прашувам што ќе постигнеме ако Бране Петрушевски еве да се откаже од плата и не мора ни минималната плата. Што ќе постигнеме во општеството? Ви дадов само еден пример. Ама тоа е популизмот кој што го подгреваме во јавноста за да правиме. Апсолутно е популизам, затоа што зборуваме сега. Не е популизам, ако вие велите тој занаетчија треба да му каже на својот чирак да, извини, јас не можам да ја зголемам твојата плата затоа што, нема како, ама од твојата плата ќе оди дел за пратениците да земаат плюс 200, ала им нашле начин. Тогаш прашањето е зошто пратениците кои што креираат политики не предочат субвенции. Доколку 600 евра, дозволи да одговорам. Доколку постои можност да се исплаќат на сите работници 600 евра плата минимална во Република Македонија, а јас да се откажам од мојата плата, јавно се откажувам од мојата плата, нека се исплати. Не беше тоа прашањето, карикирам. А зошто ваква симулација не правевте во 24-та, во 23-та, во 22-та година, да видиме тогаш како беа бројки? Дали се различни тогаш бројките или се исти како и сега? Секогаш се правени, бидејќи ме подсетувате, ми рековте зошто не правевте, знаете какви беа одговорите? Затоа што вашите колеги од СДСМ тогаш како представници од власта молчеа, а вие на прашањето зошто не се прифаќа минималната плата која што е под патем основица во многу други закони, вие велевте не го предлагаме во моментот тоа, затоа што овие од СДСМ не ни прифатија ниту еден закон. Се наделам дека ќе ми дозволите да одговорам, нема да ме прекинувате и сега добро што ја побивте тезата на СДСМ дека и нивната плата на минимална не била. Не, тоа си е ваше толкување, ништо не сум побив. Па вие рековте дека и тогаш сте збореле за минимална плата, сте барале за промена на формулата за пресметка. Зборуваме за зголемување на минималната плата. Не. А тоа значи дека
Да, минималната плата во Република Македонија не овозможува достоинствен живот. Ниту сега, ама не овозможувала достоинствен живот ниту во изминатите години. И ако некој можел и бил на моќ и така лесно се решавала таа ситуација, можел да ја реши. Затоа е сега лицемерно кога поднесува закон од позиција на опозиција, а не го направиле тоа додека биле на власт. Дали треба да има поголеми плати? Да. Владата како работодавач во согласно своите можности, дали обезбедува поголеми плати? Да, потпишува колективни договори с голем уплат и во здравство, и во образование, и во сите. Од позиција на држава која што не ви исплаќаше плати во водостопанство, во шумски, Македонија шуми и во милиони институции, па мислам дека треба да ми дозволите затоа што јас цело време бев прекинуван и не можам никако да ја завршам мислата. Од ситуација на држава која што не исплаќала плати на администрацијата, доаѓаме до една стабилна држава која што обезбедува раст на платите во целата администрација. Утре ќе биде и во оние делот на договорот со УПАС. Меѓутоа, решението не е во законодавниот дом. Решението е синдикатот да си ја врши работата за која што зима пари од секој еден член, да седне со работодавачите, владата да биде медијатор, да договорат минимална плата која што ќе ги задоволи синдикалците од една страна, а ќе овозможи од друга страна работодавачите кои што ја исплаќаат таа плата, јас не ја исплаќам, не ја исплаќа парламентот, ја исплаќа работодавачот. Тоа што тие ќе го договорат, владата изјави премиерот, јас кажувам, ќе го прифати. Зошто? Затоа што поголема минимална плата, поголема просечна плата, значи поголеми придонеси во буџетот на Република Македонија и тоа е од корист на владата. И во овој дел од емисијата и за втората тема, господине Мурати, би почнал со вас. Неколку примери имавме, ќе го набројам оној може би најскандалозниот, а тоа е буквалната суспензија на институцијата Народен правобранител со неизвршување на функцијата од страна на собранието и доцнење со неговиот избор. Тука е и скандалозниот избор, скандалот со пополнувањето на Комисијата за заштита од дискриминација. И повторно сега имаме една обезглавена клучна институција за транспарентноста, отчетноста на власта, тоа е Агенцијата за заштита на правото за пристап до информација од јавен карактер. Кој е одговорен кога пратениците не си ја вршат работа? Така, благодарам, многу интересантна тема. Еве и упатувам поздрави зашто актуализирате оваа проблематика. Јас и како пратеник сум имал многу работа со овие органи, да кажеме, и контролните институции и со независните регулаторни тела. Со омбудсманот сум имал едно 7-8 преписки, представки имам со дискриминација. Знам и практичното работа нивно. Многу сум вака вознемирен како пратеник нефункционирањето на наведените институции, бидејќи тие имаат основна цел, да знаете вака, дека е контролираат власта и ги штитат правата на граѓаните. Значи, околу, по моето, денеска се обидов да направам едно резюме, околу 4 влијателни контролни институции имаме, како што е Државниот завод за ревизија, за спреќавање на корупција, правобранителот и Комисија за дискриминација. Тие секој си имаат уставна и законска подлога и другите тела, да кажем, независни регулаторни тела, како што се за заштита од конкуренцијата, тоа е директно произлегува од уставот против монополската положба, пристап... Да, ги знаеме сите, но прашањето е директно, бидејќи вие споменавте, ние имаме тежина на функцијата и одговорност. Каде? Сега, што е работана? Сега иницијативите доаѓаат, да кажеме, од власта. Јас не гледам причини зошто не е избран правобранителот, државниот правобранител 6 месеци, а основна алатка заштита на слободите и правата на граѓаните од извршната власт. Тие не се наши контролери на власта се тие. Тие се предвидени во уставот и в законите, ние немаме никакви механизми, не се избират. Сега еве имавме тој скандал што кажувате во Комисија за дискриминација. Сега имаме проблемот со ова, да кажеме, за слободен пристап на информации. Тие се многу значајни работи од нас, од страна на опозицијата. При крај сме како да се надмени, како опозицијата еве може да влие. Власта
почнувајќи од председателот на собранието и другите, има законски рокови за постапување. Тие не постапуваат, ние сме опозиција. Кога доаѓа кај нас, ние постапуваме и во Комисија за избори и именување изнесуваме своите ставови, но тука има и други стајалишта. Некога се кочат работите поради, да кажеме, политичкиот пристап на работиве, непрофесионалниот пристап на работиве. Ние имаме десетици случаи кога со скратени постапка се менуваат одредени закони за да се избрат некои во функционери. Или се менуваат условите. Да, и само овака имам сведоци, имаме собранието е сведок дека колку пати сме блокирале изборот поради неисполнување на овие услови. Не можете ад хок преку ноќ да се менува законот со скратена постапка и доведуваме ние како опозиција на свршенчик. Имаме уште по 2 минути. Јас исто така. Да, исто ќе кажам дека тоа се некои обврски, така кажани на кои што или поднесоци кои што ги дава секогаш власт или во договор со раководната структура на собранието. Како опозиција доколку ние го потегнеме тоа прашање, тоа секогаш има голема опасност и секогаш испаѓа дека тоа е одбиено. Меѓутоа она што јас еве ќе го кажам дека како пратеници далеку од тоа дека пратениците не си ја работата и затоа овие институции стојат обезглавени. Како што впрочем ги кажавте, напротив, можеме да алармираме, да укажуваме во јавноста, да правиме таков еден притисок, би рекла, но за жал тоа многу често и не делува. Она што на крајот испаѓа, тоа стои во нашите извештаи за напредок, како што стоеше состојбата со правобранителот, со буџетот на судството, буџетот на правобранителот, кратењето на буџетот на правосудство и така натаму. Така да ние можеме да алармираме, меѓутоа сепак тоа е она што е една обврска која што припаѓа секогаш на власта. Зошто, али тоа заради политички договор, како што каже и колегата Мурати, или е некоја друга причина, навистина не знам. Барев не забележав ни една пресконференција било кој од опозиција да излезе и да каже оваа власт е дрска и безобразна, еве ние немаме челник на агенцијата. Петрушевски, каде е проблемот и зошто? Морам да не се сложам вака со вашата констатација дека парламентот ги подкопувал независните институции. Тоа мислам дека е напротив и ќе го аргументирам со референци кои што значат многу за Република Македонија. Во моментот никој не може да ќе ми дозволиш, ќе одговорам за се. Заради информации скриени од институции. Ќе ми дозволиш, ќе одговорам. Значи, најпрвен Советот за Европа го затвори постмониторингот со Македонија, што е јасна меѓународна потврда. Друга тема. Не. Зошто нема избрано и зошто собранието во законските рокови не избра директор на Агенцијата за заштита на право на пристап до информација од јавен карактер? Вие имате сето право да ме прекинувате цело време, меѓутоа јас ќе се бидам упорен да се одговорам на вашето прашање. Вие во прашањето констатиравте дека парламентот ги подкопува независните институции. Јас ви велам дека тоа не е така и ви аргументирам спротивно со извештај на Совет за Европа кој што вели. Ама сега видите, тоа е ваше мислење. Јас сега имам право на моје мислење, мислам дека во демократијата треба да се сослушаме најпрви за да можеме да дебатираме и да се разбереме. Прво треба да Советот за Европа вели вака. Директно на поставено прашање. Ќе ви одговорам. Вели вака дека дека институциите во Македонија функционираат во рамки на европските стандарди за демократија, поделба на власта и независност на контролните тела. Истото вака може да прочитате и во извештајот на Европската комисија за напредок од Македонија во делот на владење на правото, во кој се констатира постоење на институции, институционален систем и независни тела како што се ДКС, омбудсман и така. За омбудсман јас се чудам како вака вознемирен бил колегата Сали Мурати кога токму тие од Европскиот фронт го блокира неговиот избор затоа што е потребен бандитер. Се случи лидерската, се откочи процесот, за жал тие ретерира, меѓутоа процесот е откочен и сега имаме избран народен правобранител. Во делот на Агенцијата за заштита на слободен пристап до информации беше распишан оглас, за жал се јавија двајца кандидати кои што не ги исполнија условите. Еве сега веднаш собранието распишува нов оглас и се надевам дека ќе се јават кандидати кои што ќе го исполнат критериумот и ќе бидат избрани. Апсолутно нема никаква вистина во констатацијата дека парламентот правил некаква упат или го подкопувал независноста на. Не беше народен правобранител. Затоа што немаше бадинтери, тоа е токму нешто кое што требаше овдека да го објасни колегата. По 30 секунди, бидејќи очигледно и за ова треба посебна емисија. Тоа сакав да кажам. Да, ама сега мене ме прекинувате заради тоа што немаме време, а сега на другите колеги им дозволувате да завршуваат, иако рековте дека со мене завршувате.
Мислам и на вас ќе ви дадам 30 требаше да ми дадете на мене да се го објаснам за да можеше да вие почнете од извештајот на Совет на Европа. Требаше и јас да го отворам извештајот на Европска комисија па да контрираме со тоа што знаете. Можеме, апсолутно, јас ги имам тука. Мене ми е драго 30 секунди повелете што го има што го има финалниот извештај колегата Бране од затварањето на постмониторингот, кој што се случи после 25 години, кој што е слика на 25 години развој на државата, а не само на 2 години. Не само на 2 години, но затварањето на постмониторинг извештајот доаѓа со многу повеќе обврски кои што некако не сакате да ги кажувате во јавност, а да, ни треба една цела емисија за тоа. Има многу обврски кои што уште доаѓаат понатаму, така да јас би ве советувала прво тоа да го прочитате, обврските кои што произлегуваат од постмониторинг, па после да го поврзувате со ваквиот вид на функционирање на може да се врати пак повелете. 30 секунди на вистина надвор сме од термин. Не е само проблем, основниот проблем за избор и именување на овие функционери. Овие контролни механизми има друг еден проблем. Имаат функционална независност тие. Немаат функционална независност, немаат буџетска независност, немаат административна независност. Тие органи не може да извршуваат своите обврски и надлежности согласно со нивните закони. Тука е проблемот. Кога, например, еден пример ќе кажем, јас имам лично сум се обратил до правобранителот и добивам одговор дека во право сте, но не можеме да постапуваме во вашата представка бидејќи немаме средства и немаме луѓе. Ајде. Фер. Во 2019 сме имали извештај кога СДС било на власт, не биле вакви работите и продолжил постмониторингот со Република Македонија. Во 2026 имам извештај во кој што се вели дека собранието признава прогресот направен од Република Македонија во полињата на демократија, владење на правото, заштита на човечките права и така натаму. Посебен прогрес е направено во следните полиња. Може ли да ве замолам нешто? Може. Ево, уште 15 секунди да го задржиме традицијата, да задржиме на цело време прекинување на мојата мисла. Нема проблем. Може ли да ги најдете забелешките? Една барем, пошто навистина многу ги има. Јас кога дебатирате меѓу себе не сакам да се вмешувам, но бидејќи вие така ја го концепирате, не најдовте ни една забелешка? Да, има забелешки и сите. Која? Една прочитајте само. Еве да речеме имплементација на Греко препораките. Бидејќи на англиски симултано ги преведувам, да, во тие се. Значи има. И тоа се работи, се направи собранско тело, работат на надминување. Меѓутоа суштината е дека во 2019 не било толку добро колку што е во 2026 и еве што вели извештајот. Иако не ми дозволувате да го читам, во извештајот се укажува дека Република Македонија постигнала одличен напредок во борбата со корупцијата, во консолидација на законодавството и се она кое што значи подобра времето истече. Ви благодарам на сите. Благодарам на вас за можноста и за тоа што цело време го задржавме тенденцијата да бидам прекинуван. Не е точно. Ви благодарам за вниманието, почитувачи.